Општо познато правило е дека треба да внесуваме здрава храна и секако да ги стекнеме оние здрави навики за да бидеме секако здрави и прави, како што викаат постарите, но дали некогаш сте се запрашале колку всушност овие здрави навики и внесувањето на здрава храна и хранливи материи влијаат на нашето расположение, односно на нашето секојдневие. Ово утро одговори на овие интересни прашања слушаме од Света Динева, нутриционист. Добро утро и добро дојдовте повторно на лице место со Марија во утринската. Добре ве најдов, пред се да ги честитам великденските празници на сите православни христијани. И овој месец нека им биде еден од најубавите, како и секогаш месец еден од најубавите. И да имаме убаво време, убаво расположение, а какво расположение ќе имаме не зависи само од времето, зависи од нас самите. Односно, зависи од тоа какви навики имаме во животот, дали сме се потрудиле да бидеме соединети, усладени со природата, со законите на природата, како што биле луѓето пред 50-60 години, толку спонтано и нормално, а ние бидејќи живееме еден поинаков живот, таквите некакви природни навики ги подизгубивме и се повеќе кај луѓето доминира она стрес и цело време го велиме тоа, јас сум под стрес, ова ми е од стрес, на докторовите некаква болест има пациентот и се вика главна причина стресот и така натаму. Зошто е тоа така? Да, начинот на живење каков што ни е наметнат, тоа е тоа. Една од главните причини да сме цело време напнати. Но дали можеме да си помогнеме нешто со тоа? Да. Како тоа? Уште од пред Христа постои еден запис во кој стои следното. Човечкото тело е храм кој се потпира на два столба. Левиот столб на овој храм му носи живот на радост, а десниот стабилност. Сега, левиот столб што носи живот на радост е овошјето, а десниот што носи стабилност е зеленчукот. Што значи тоа? Тоа значи дека шеќерите од овошјето, оние што се наоѓаат во склад со целулозните влакна внатре, со минералите, со витамините и така натаму, тие шеќери од овошјето се храна за невровегетативниот систем. Храна која клетките ја распознаваат. И значи, што повеќе овоше практикуваме во утринските часови од денот, тоа сме посмирени. Нема да бидеме наутро кога возиме наоштрени, накострешени, секој да ни е крив, нели? Дури возиме на кај работа или носиме деца на училиште и така натаму. Овошјето е онаа храна што не смирува. Зошто? Во овошјето акумулирана сончевата светлина, сончевата енергија. Просто едноставно кажано, кога се јаде овошје, ние провоцираме лачење на ендорфини, серотонини, хормони на среќа. А зеленчукот е она што дава стабилност со својата структура, со своите нутриенти внатре и така натаму. Значи, прво правило да се јаде овошје. Второ правило, значи, второ, сите се овие убави нешта што ќе ги кажам, треба да си го хидрираме телото. Не смееме да дозволиме телото да го оставиме без вода. Ке нагласам вода во овој период на годината, кога веќе имаме повисоки температури, човек со просечна телесна тежина, најмалку треба литри и пол вода во рамки на денот да ги конзумира. Просто телото го бара тоа, затоа што кога јадеме овошје и пиеме вода паралелно, ја правиме правата приказна, бидејќи имаме многу минерали, витамини, хидросолубилни, еве С витаминот, Б витамините. Значи тие може да ги ресорбираме ако телото ни е фино хидрирано. Многу битно да се оттргне храната од секојдневие, нели некогаш да, процесуираната храна која прави обструкција на нашите хормони на среќа. Значи, сета процесуирана храна, посебно младите ноќе кога јадат во несоодветно време, јадат несоодветна храна и нормално е да ќе бидат цело време под стрес. Зошто? Затоа што таа процесуирана храна телото не ја препознава, ја препознава како атакувач на собствениот интегритет.
Значи, со конзумирање, не знам ти, буреци, банички, хамбургери, грицки, кока-коли, било какви такви напитоци во рамки на било кој дел од денот, а посебно во ноќните часови, тогаш правиме атак на нашиот имун систем, тогаш правиме нешто што создава подлога за високо ниво на хормони на стрес. Тоа е тој, правиме оксидативен стрес на нашето тело, на нашите клетки. Еве тука морам да ви кажам, имам познаници што кога ќе отвориме еве ваква тема на разговор, често знаат да кажат, па и зошто да јадам здрава храна, еден ми е животот, да уживам во брзата храна, тоа ме прави среќен или среќна. Како го коментира тоа? Значи, тоа носи моментална среќа како дрогата, така? Носи моментално, не знам, опуштање, однесување, така. Што после тоа? Кога ќе ја нема, што после тоа? Последиците се, за жал, страшни и катастрофални со секојдневно конзумирање на таква храна. Згоре на тоа, во несоодветно време, пак ќе кажам, кога во ноќни часови организмот треба да одмара од храна. Тоа е фаза на асимилација. Од 8 на вечер до 4 саат во утринските часови телото треба да ја има таа фаза на асимилација, односно дневно конзумираната храна се преработува и се знае, еден дел преку тенкото црево влегува во крвта сите нутриенти, се храни, значи целото тело со она што му треба. Но кога ние внесуваме храна во таа фаза, ние го збунуваме телото, едноставно не му одговара храна после 20 часот. И некако тие нормативи, тие природни нешта што ги бара телото, ние му ги изместуваме. Згора на тоа, кога немаме сон навечер од мелатонин и хормон на раст, значи хормон на сон и хормон на раст се лачат од 9-10 навечер до 3-4 утрински часови. Ти кога не спиеш, мозокот не ги лачи тие хормони. И кога тие се во дефицит, апсолутно наредниот ден во дефицит се хормоните на среќа, туку се во суфицит оние хормони на стрес. И правиме каша попора. И затоа се повеќе младите се напнати, да не зборам, зависноста од телефони, од компјутери, веќе тоа е приказна дополнителна во спротивност на нашето здравје, односно нашето расположение. Се она инстантно што го добиваш како среќа, долгорочно носи катастрофални последици пред се по здравјето. Затоа, автоимуните заболувања, од мултипла склероза до, да не ги набројувам сите, лупус и така натаму, се пораширени и во однос на старосната граница присутни се повеќе кај дури на 13 години девојче со мултипла склероза, просто невидено, ама вистинито. Тоа е тоа. Затоа што ги изместивме нештата. Да, еден е животот, сакам да го живеам квалитетно. Сакам да бидам и на 20 години, на 30, на 50, и по 60-та, и по 70-та, да зависам ова да ми биде во топ кондиција и зависам само од себе и од никој друг. А во тоа се вложува што? Се вложува контакт со природата, ништо повеќе од тоа. Се изместивме комплетно со вид на исхрана, со тајмингот на хранење, со премногу количински храна, а не трошиме ништо, цело време сме статични. Ретко кој од младиви, тоа е за поздравување, одат на вежбање и така натаму, и така треба да биде. Сакам да речам дека колку повеќе се одвојуваме од природата, толку повеќе се одвојуваме од самите себе, од собственото здравје, не само физичко, ментално и емотивно. И онаа композиција ум, срце, тело, таа композиција е разрушена. А зависи само од нас дали ќе направиме нешто или не, да се ускладиме, да бидеме навистина среќни во моментот, ама и утре, и задутре, и прекутре. Еве сега со прејадување за време на овие великденски софри и така натаму, во моментот да се чувствуваш, ама после тоа ти е тешко, ти е надуено телото, 2-3 дена не можеш да се свестиш каде си и што си и така натаму. Не е тоа тоа. Квалитет на живење се добива тогаш кога имаш
ускладеност со природата во секоја смисла на зборот. Така, ние колку можеме да ќе дадеме совети, но секако од самиот поединец зависи како ќе се храни и дали Да. ќе живее здраво. Ви Затоа благодарам. треба во училиштата, во градинките, барем факултативно да се воведе предмет хигиена на исхрана, да се свати тежината на исхраната во однос на нашето севкупно здравје. Ние сме синергија од многу нешта и таа синергија, ако сакаме да биде во една равнотежа, треба да се едуцираат децата уште од најмали носе. Ви благодарам уште еднаш. Молам. Едни преубави утренски совети од мојата денешна гостинка, нутриционист Цвета Динева. Се надевам дека со внимание ги слушавте и ќе ги примените, се разбира, а ние повторно се гледаме некаде околу после 9 часот всушност со интересна тема, односно приказни за Старо Скопје.